Добро утро, вести во 9. Невремето кое го зафати Скопје вчера попладне остави големи последици. Паднати дрви, оштетени автомобили, откорнати покриви. Неофицијалната бројка на повредени изнесува 20-тина, а 9 лица побарале помош во ургентниот центар, при што едно лице е со потешка повреда и 2 со скршеници. 6 лица биле примени во старата градска болница со полесни повреди, едно лице е задржано на обсервација. Невремето кое беше проследено со силен ветар оштети кровни конструкции од згради и куќи, а остави пустош од бутнати дрвја и скинати кабли. Според МВР, најголеми последици невремето остави во регионот на Скопје, каде до 22 часот беа евидентирани 117 оштетени патнички моторни возила, 35 оштетени покриви, 89 паднати дрвја, 7 оштетени семафори, 5 пожари и 10 повредени лица. Оштетени се и повеќе објекти од витално значење, меѓу кои објектите на основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, комплексот Вили Водно, аеродромската полициска база Петровец, потоа објектот Нова Македонија, како и објектите на Министерството за финансии, Министерството за земјоделство и јавното обвинителство. Од Центарот за управување со кризи информираат дека над 8.000 граѓани пријавиле штети на бројот за итни повици 112. Во состојбата на теренот за се уште ќе се утврдува. Инаку градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски, како и останатите градоначалници на скопските општини заедно со своите кризни штабови беа и на терен. Ѓоргиевски напомена дека тие се во постојана координација и со МВР и со ЕВН, како и со противпожарната бригада. Во текот на ноќта екипите работеа на терен, последиците од невремето се расчистуваа, а некаде целосно, некаде и делумно. За денеска во текот на денот секако ќе следат и оние останати делови, каде што ќе биде направена и материјална проценка на штетата. Невреме го зафати и Штипскиот регион, а откорната е дел од кровната конструкција на Штипската клиника. Кризниот штаб свика и итен состанок. Овде евидентно е дека имаме најголеми, најповеќе штети пред се на кровната конструкција на клиничката болница. За среќа немаме повредени лица, но настаната е голема материјална штета затоа што еден дел од кровната конструкција целосно е отстранет и практично клиничката болница следните денови мора да се прилагоди за да може непрекинато и да практично ги дава здравствените услуги, затоа што дополнителни временски прилики може да направат уште поголема штета на зградата на клиничката болница. Пациентите се сместени во делот каде што е суво, каде што нема прокиснување, значи во текот на ноќта ќе видиме, ќе ги префрлиме дел од пациентите на други оделенија со цел да бидат заштитени, да не настанат некои накнадни дождови со кои би се пореметило функционирањето. А приоритет ни беше да се оспособат сообраќајниците, го оспособивме влезот на клиничката болница, имавме паднато дрво на филтер станицата каде што се снабдува целиот град со вода. Согласно приоритетите и насоките кои што ги добиваме од кризниот штаб, веќе интервенираме и можам да кажам дека скоро сите сообраќајници се проодни. Гостојава во следните 30 дена ќе биде во кризна состојба. Владата процени дека општината не може сама да се справи со последиците од епидемијата од загадена вода. Претходно судот им определи 30-дневен притвор на директорката на јавното предпријатие Комуналец и на двајца раководители кои се осомничени дека ја предизвикале епидемијата. ОЈО Гостивар спроведе истражна постапка против осомничените Артана Асани, Леон Нуредини и Вадедин Дервиши, дека под сомнение дека сториле кривично дело, тешки дела против животната средина и природата од член 234 став 2 во врска со член 219 став 3 во врска со став 1 и во врска со член 22 од КЗ на РСМ. Судијата на претходна постапка Чирко Михајловски го прифати предлогот на јавното обвинителство, определи притвор на осомничените во трајање од по 30 дена, донесе решение КПП 237/26. Решението се достави до осомничените, а мерката притвор осомничените ќе издржат во КПУ затвор Скопје. Експертските тимови на јавното предпријатие Водовод се упатат веднаш во рамки на општина Гостивар и заедно со
двете, да речеме вака, оделенија кои што се надлежни во рамки на градот Скопје, едното за испитување на квалитет на вода, а другото за превземање на потребни активности за враќање во нормална состојба на водата, се упатат на терен во рамки на општина Гостивар. Согласно информациите кои што ги добив пред неколку минути, тие се овде, тие се на лице место и констатираат фактичка состојба од аспект на моменталниот квалитет на водата, кој што ќе се земат одредени мостри на повеќе точки и понатаму констатирање на фактичка состојба во делот на поставеноста на хидросистемот во рамки на општина Гостивар. Однос на лицето кое што вие ми го поставивте прашањето, информиран сум дека е извршен разговор со него во насока на утврдување на фактичка состојба и во однос на предметното лице и во однос на сите останати, секој дека ќе постапуваме во соработка и координација со јавното обвинителство за секој еден чекор кој што би требало да следи понатаму како од аспект на соодветна одговорност согласно одредбите од кривичниот законник, така и од аспект на се оно кој што би требало да значи ставање во функција на водоснабдителниот систем во градот во нормална функција. Во последниот извештај имаме 293 нови случаи, што во однос на саботата кога беше врвот на епидемијата, кога имаше над 600 случаи препорување, предпоставка дека препорачаните мерки за населението, како исклучување на сомнителните извори, го дават посакуваниот резултат. Истовремено да се заблагодарам на гостиварчани за зголемената соработка со здравствените власти. Значи веќе сега можам да кажам дека имаме скоро 500 извештаи за заразни болести и 192 епидемиолошки анкети. Председателот на владата Христијан Мицкоски денеска ќе присуствува на пуштање во употреба на реконструираното оделение за травматологија во јавната здравствена установа Универзитетска клиника за хируршки болести Свети Наум Охридски Скопје. Председателката по Гордана Силјановска-Давкова со највисоките државни воени почести ја пречега председателката на Индија. Двете испратија пораки дека помеѓу двете држави односите треба да се зајакнат, а трговската размена да се зголеми од 133 на 500 милиони долари. Председателката на Индија Друпади Мурму во вториот ден од официјалната посета на земјава денеска заедно со председателката Гордана Силјановска-Давкова ќе ги посета спомен куќата Мајка Тереза и музеот на град Скопје, каде што ќе се обратат на церемонијата на откривање на бистата на Махатма Ганди. По церемонијата во музеот во град Скопје председателките ќе се упатат кон Охрид, каде што ќе го посетат манастирскиот комплекс Свети Наум, како и манастири и цркви во стариот град во Охрид. По продолжение вести